Зуки, можевме да приметиме дека и денеска, после 11 години, повторно е многу емотивно во Крушево. Кажи ми, ти беше таму лично, каква беше атмосферата? Али семејство? Во ова што го видовме, јас сум најсреќен, може ке се соња со мене, затоа што градоначалникот на Крушево кажа дека конечно оваа година ќе му се направи спомен купите, затоа што заслужува таква звезда да има споменик. Сонја, дали си ти среќна заради ова? Секако многу сум среќна и од самиот факт што во Крушево можете да видите представници на различни генерации, меѓутоа од многу земји. Од цел Балкан, од цел Балкан, видовме маратон. а има и од Европа. Тоа се луѓе кои не го познавале Тоше Проески, но јас имав можност да запознам пред некое време една жена од Србија која воопшто не го ја слушала ни музиката на Тоше. Над 70 години има, ја сретна во домот кај семејството Проески. Меѓутоа, кога ја слушнала веста дека починал, толку многу ја обземала некоја енергија, некоја сила, што таа решила да дојде во Крушево, да го посети неговиот гроб. Во контекст ова го кажувам. Го кажувам, Тоше не заслужува такво вечно почивалиште, нити заслужува некој премногу велелепно, бидејќи тој самиот беше многу скромен и едноставен. Тој никогаш немаше нити луксузи, сакаше нити неговите живеалишта, додека беше жив, бе едноставно, класично наместени, без никој раскош. Нему беше во домот најбитно да го има тоа своје мини студио, кој остави многу песни, а дел од тие песни ќе се најдат на новото CD, The Secret Place, кој ќе биде представено на 2 ноември на концертот по одбележувањето или трибют за Тоше Проески. Неговите фанови ќе имаат можност да направат звездено небо на песните кои ќе ги пеат повеќе звезди, музички звезди од целиот Балкан. Еве за во ова пригода ќе открием дека Јелена Томашевиќ, Борис Новковиќ, Владо Калембер, Сергеј Четковиќ, Бојан Маровиќ и секако и нашите за мене најголеми звезди, македонците, секогаш им го давам примата. Тоа се Тамара Тодевска, Каролина Гочева и вашата Тијана. Значи, тоа се луѓе кои во текот на кариерата има допирна точка со Тоше Проески. Значи, да повторам, на 2 ноември Борис Трајковски, верувам дека многу фанови ќе дојдат, ќе бидат присутни на местото на настанот, од едноставна причина што картите ќе бидат по многу достапна цена за сите фанови, плюс ете да направиме уште една звездено небо, да кажеме дека да покажеме дека не сме го заборавиле. Иначе за сето тоа стои фондацијата, особено зетот на Тоше кој е заслужен за сето. Кога сме веќе кај фановите, ја имаме денеска со нас Силвана, еден од најголемите фанови на Тоше, која што со години го следеше буквално во чекор, меѓутоа се уште го почитуваш неговото дело, неговата музика, останува се за спомен. Кажи ми како го запозна Тоше? Па вака, прво морам да кажам дека многу ми е драго што и после 11 години луѓето се уште се сеќаваат на мене. Емоциите твои се навистина искрени, можам да забележам. Да. Како го запознав Тоше? Искрено, од првиот момент кога го видов на телевизија, веднаш неговата харизма успеа да продре и од тогаш па натаму постојано имав некоја желба, па ги следев настаните, концертите, сите интервјуа, по игра на случајот дознав и преку наши пријатели, слично дека он се познава, па тие ме запознаа и од тогаш па натаму постојано се дружевме, значи веќе не беше тој однос фан пејач, туку станавме и пријатели, благодарение на него и станав и новинар. Така да можам да кажам дека имам безброј. Да, благодарение на него. Тој ме беше поддршката да одам на студиите по новинарство. Зоки, се сеќаваш ли на вашата последна средба? Што ти кажа тој тогаш? Нашата последна Каде средба беше? не можам да се сетам точно, но меѓутоа имав SMS порака, тој заменуваше во Ерусалим. Само го напишав купи ми нешто. И он ми купил оваа бројаница, стара е добри
колку 12-11 години, 12 сигурно има. И Колку сега често чувам- ја носиш со себе Не, но сам зукивреницата? прв пат сега во емисија донесов и дома ми е на зид под крај вака ми стои. А иначе се среќаваме многу често затоа што со текот на времето почнавме да стануваме пријатели, ке се согласат и Сонја и Силвана, ако со некого се работуваш толку време и најнерко чувствуваш близок. Значи, интересно тоа што со Тоша Проевски не спои љубовта кон животните. Он кога разбира дека јас сум ветеринар, ќе паднеш у несвес. И тогаш купи куче, се сеќавам, беше сибирски самоед, па така се правиме муабет, вакцини, па не знам што да го храни и така се зближивме. Сонја, сакам тебе да те прашам, дали може би ти ја паметиш последната средба која што имаше со Тоша? Последната среда беше и последното интервју. Тоа беше на Хвар. Значи, 2-3 месеци пред Заедно со да нашиот се колега случи, Зоран. да. Јас имам телевизиско интервју, а Средба е работеше друго е во да Дневник. се слушнеш по телефон или порака, меѓутоа беше баш таква Вака само интересна сакам да кажам, средба. Сонја, ние се договоривме да не кажуваме тажите прикази за Да, него. ова е интересно, Да да. го- Денеска да ќе го го памтиме. славиме Сакам да делото кажам, на да. Тоша Проевски и ќе се Она подсетуваме што само на беше убави интересно негови. беше тоа што ние бевме сите новинари, меѓутоа јас и Тоша имавме една многу интересна случка кога патувавме со траектот, кога требаше до Хвар да стигнеме и чесопати каде и да бевме на кој настани, тој знаеше да се одели, да седне до мене и нешто да си кажеме така интересно или нешто меѓу нас. И седна до мене, баш имаше тука многу деца, колегите се слика се, и вика, ме боли грло, не знам што да правам, не беше цела ноќ спан, бидејќи го снимаа спотот со Антонија Шола, Волим Москва. Волим Москва. Москва. Викам, не се секир, имам ја едни волшебни бомбончиња, одма ќе ти ги дадам, и му ги дадов, многу убави бомбончињата, толку стигнавме, ја во еден момент ми текнува дека Тоше всушност е алергичен на полен, па на мед, на такви работи, а сите тие состојки ги имаше во бомбоните. И одма дигна паника, се јавив во менаџментот. Дали доби почнале некаква вришта. алергиска Не. реакција? Не? И почнале да вришта, Тоше да лупа на вратата и тој отвори и рекол, добро, што се случува сега? Дали имаш алергија, дали се јавам? Ништо, немам никаква алергија, туку кажете и на Сонја многу убави бомбоните да ми донесе Ми уште. помогна. Ми помогна. И бас се шегувавме за тие бомбони. Знам многу добро, пак бевме новинари, јас го трнав малку на страна, реков сега ќе правиме интервју. Тоа беше ексклузивно, нели да го трне само еден. А Зоран после тоа го зема да права телевизиски интервју и многу мислам дека на Хвар беше се покажа неговото најубаво издание. Мислам дека беше порасна вистински, да, порасна и поубав. Околу 50-60 номинари од цел Балкан и он ги замоли на пресконференцијата сите да не аплаудира затоа што не ја посвети вечерта на нас. Да од поздрави вас Македонија. како со новинари. Не со него. поздрави и тоа, ние повеќе не сме имале такво доживување, тоа беше навистина голема Еден звезда. единствен. Знам дека јас кога бев ова сум го кажала еднаш, еве сега за вашите гледачи ќе го повторам. Пред да почне настапот и пред тој да настапи на сцена и се шегуваше, не сакам да бидам прв, сакам да бидам втор, од едноставна причина што секогаш на фестивалите дотогаш беше втор. И на Макфест со Морска звезда и на Скопски солзи права златен прстен и така натака. И пред да почне фестивалот ја ги чекав Црвена јабука да направам интервју и седнав и дојдо од организација, станите, викам извини, ма стани. Ма викам, јас сум новинарка, каква новинарка стани, не ти тука место, едноставно ме избрка се, која новинарка, илјадници новинари таму. Меѓутоа, кога дојде Тоше, кога ја отидов до него и нешто, сега како си, дали си па Малку го повеќе цепкаш, приватно, да. Кога видате, уствари дека сум ја новинарка, добро, ама јас сум Тошетова новинарка, тоа беше многу битно. И истата што ме избрка, почна да кружи околу мене, Точно, дали нешто навистина ми ги почитуваше недостасува, македонските новинари, дали македонските кога журналисти тој му виде помагаат како во тоа. кариерата, тоа е Тој нормално. беше свесен дека Штета е што тој постои за нашиот нас и пејач ние за нив. не е достигнаа таа слава и не сватија колку медиумите им требаат нели во кариера. Кога сме веќе кај медиумите, вие го познавате приватно Тоше. Тоше беше многу интересен за медиумите, неговиот приватен живот, но Апсолутно. Не сме го штеделе. колку Тоше сакаше тоа да се случи? Да не сакаше мораше. Значи тој никогаш не викаше нешто и да Еве направиш ја не. имам многу убав пример.
тогаш работев во Вест тогаш беше најтражен таблоид, полутаблоид. И ја му се јавам, викам, Тоше, сакаме насловна со тебе, тогаш пиеше во Антички во Охрид. И он вика, каква насловната? Викам, по боксерки. И ја, вика, супер. Викам, имам 5 манекенки, чекаат у кола, само ти дај ми знак и дојат каде се джитнат и ние. Беше ли лесен за соработа? Да, супер. Ама после 5 минути ми се јавува Лилја, неговото ловечо куче. И вика, што е со насловната? Викам, па гол со боксерки. Не долази обид, дали си ти нормален, тоа е катастрофа. Дали отиде И насловната? Тоше ми звони, вика, остај, не се секира, дојде ти во Охрид во петок и ние со фотографот, 5 манекенки у купачи, штикла, нафракани целите. Тоше ми дава знак, имаше генерална проба во Антички, а Лија ја скрши тогаш ногата. Среќа во несреќа му А ние доаѓа. доле. Она мафта со штаката, а ја додека она мафта, ја да отиде. Сликаме ние, најдобра фотосесија направивме, вестникот се продаде многу добро, Тоше беше стварно по боксерки, згоден таков целиот. И после неговата смрт, после 2-3 години, ми пишува една девојка од Лондон, демек јас сум таа и таа, насловната на Тоше ми ја прати во инбокс, стварно беше едно убаво сеќавање и гледаше и на тој момент бил најверојатно најубав на свет. Зуки, колку Тоше или Сонја и тебе ќе те прашам и тебе Силвана, бидејќи си имала личен контакт со него, колку тој се однесуваше како звезда? Види, звезда, знаеш, еднаш пиевме Бидејќи несомнено беше голема Да, звезда. да, апсолутно. И јас сфатив дека е голема звезда во моментот кога пиевме еднаш кафе преку ден во Дежаву во Рамстор и кога мал милион девојчиња, момчиња дојдоа да се сликаат и он не можеше апсолутно да влезе во джипот. Тоа го видов после 2012 кога ја снимав Мадона во Будва. Значи толку би ги ставил во исти ранг, затоа што фанови чекаа пред хотелот на Мадона во Сплендид во Будва, а тука чека илјадници деца да се сликаат со Тоше. Каков беше апсолутно. тој со фановите? Па, Па мислам дека најдобар беше со фановите. Да, имаше трпение за сите. За Зуки, сликање. Гуца Тржан во едно од незините интервјуи ќе каже дека Тоше воопшто не бил скромен, сакал брзи коли, сакал девојки. Колку можеш да го потврдиш Тоа му тоа? даа годините, значи ја би бил таков, ти би била таква и тоа е нормално. Сега, за неа што значило тоа скромен, меѓутоа Тоше беше стварно фаца. Мислам дека погрешно беше интерпретирана таа изјава и плюс таа не во тој поглед скромен. Македонскиот Джеймс Дин. Да, тој беше скромен во барањата од живееше само за музика, не му беа битни песните, музиката и фановите. Тоа можете Силвана да го каже. Силвана, кажи ми, кој е твој најубав спомен со Тоше? Да не издвоиш еден најубав спомен. Има многу, Сигурно те бакнал. Дали ти има Да, некогаш некако- бакнато? Секако. Еден од најбавите спомени ми беше, се сеќавам на годината, 2004 година, кога беше се снимаше спотот за евровизиската песна. Мислам дека во Италија беше снимањето на спотот, а мене токму тогаш ми беше роден ден. Веќе месец дена однапред му беше најавено дека треба да присуствува, потврди сето тоа, меѓутоа одеднаш излезе дека треба да се снима тој спот, мене тука разочарување невидено. Меѓутоа се померив, нели, работата си работа и одеднаш се славиме ние со другарките и звони телефонот и од таму ми пее Happy Birthday. Немаше побава роденденска честитка, мислам дека тогаш полнав 5-16 години, ако не се лажам, така да тоа е најбавниот спомен. Кога зборивме за насновните страни, бидејќи ние тоа правевме не бевме таблоид, по културни страни. Дневник. Ја, антена. Јас пак имам тоа што кажа дека е многу популарен, било каде да застаневме и да ја правиме таа насовна, луѓето навистина Застанува, не гледа. напаѓа и Колку беше возможно баш да се еднаш- работи со ам толку тој голема на сите им армија на дозволуваше фанови? да се беше преморен, само што дојде од пат, се слушнавме, се дотера, требаше да правиме насловна. Ајде, разбирам девојчиња, ајде деца, ајде тинеџерки, ама кога еден маж, значи маж, еден бизнисмен, со една сам со најпоминува и кога го виде Тоше, значи јас се карусам дека како не ви е срам, ајде да се девојче, па останавме детево, навистина Тоше беше преморен, а тој ме смируваше, не место јас да го смирувам, тој Тоше те немој, смируваше молим тебе. те, и со него да се сликам, те молам, не се Имаше карај. трпение за Да, сите. имаше Да. трпение за И сите. време за сите. После Да. 11 години, Сонја, дали ни е доволно го почитуваме ликот, делото, или сметаш дека можеме повеќе да направиме Ја како мислам дека новинари, доволно, како Сонја, ја држава? мислам Не, дека доволно. јас Не? мислам дека не. Ја мислам доволно. Тука Дека некаде има- се раздадувате. Да, дека Тоше Проевски многу повеќе заслужува од ова. Мене само не ми се Согласна свиѓа јас. оној спомени кој што му е таму кај тие, нели, оние на Кеј. Добро. Тој Што мислите Мислиш дека на би требало мостот да има толку? нешто плюс? Да, Што деличи? катастрофа.
И се, например, мене ми е Сонја. Дали сега се ќе кажам, доволни еве овие концерти кои што се прават еднаш во годината? Дали може повеќе од тоа? Не би се во тој контекст. Значи, Хрватска го има еден Дражен Петрович, да кажеме, и една спортска сала го носи неговото име и секогаш, нели? Значи, јас не велам сега ние секој Тоше и се да се нарекува Тоше Проески, меѓутоа може некое поголемо, пограндиозно дело што е во рамките, ако се изгради еден ден, во рамките на она што тој се занимавал, да го носи името. И мислам дека можевме многу повеќе да го... Прво е тажно гробот што е таков, ете трнете каква ни е земјата, таков е гробот, ќе помислат луѓето за жал. Но добро е Прво бидејќи трнете веќе од во тоа, во најава. значи да, 11 години, добро, секоја чест што е во најава, меѓутоа Многу време ете, помина. ја направија Дај Боже да не спомен е само куќата и најава. тоа е многу добро исто што ја направија спомен куќата. Меѓутоа, постојат многу начини за да се сочува и да живее делото или ликот на Тоше Проески. Јас не сум градење споменици на секој чекор со негов лик, не сум, треба да се размисли дали таа улица, например, сите што го знаат Тоше Проески, сите знаат дека тој никогаш не Во живеел во Новолисиче, аеродром. да, И во Новолисиче Новолисиче има, да. немало Паркот Тоше Паркот се Проески, вика да. така. паркот. Добро, ворете. Тоа е моје Јас сум единствено размислување. најсреќен затоа што еве на Сонја ги кажам јавно благодарам затоа што ме стави оваа книга која напиша она, тука има и мене и тоа знаеш е колку е убаво чувството да видиш во една историјата на една звезда. Да, ова станува за една Мене звезда е која жал што живееше и твореше. генерациите како Стефан, например, како тебе не го запозна, ќе запознаете на прекрасна личност што едноставно зрачеше со енергија, со едноставно беше посебен. Затоа можам Сакав да ви се согласам кажам, со ете и тебе, во да. контекст Следното прашање, да. дали го искористивме Тоше Проески книгата, само Министерството за култура ова пред 4 години даде одредени многу мали средства. Семејството застана за книгата, тоа е скапо издание на вистина, меѓутоа нив им беше битно само да се појави книгата, значи нема ни еден спонзор исте. Но она што Колку на беше тешко вистина да се боли, издаде книгата. тоа семејството Собира уложи сите многу материјали. големи напори и се чини оваа книга, ја разгледавте. Меѓутоа, никој не посака да оваа книга се отпечати во поранешна Југославија. Имаме многу фирми кои се рекламира, на кои ми е потребно нешто. Еве јас ќе ви кажам, Гонг беше спонзор на Здравко Чолич и на Желко Јаксимович. Вие па немавте со- ниту еден спонзор. Не, ни еден спонзор. Семејството застана и искрено мислам дека за да се прошири делото и ликот на Тоше Проески надвор од Македонија, дека не личи да се моли или да се бараат пари. Се согласувам. А дали беше тешко да се договорат луѓето што има дадено неколку 2-3 збора во книгата? Или сепак од нивна страна имавте Мене голема ми беше поддршка? се сервирано од семејството Проески, поточно неговиот зет. Значи, беше претходно договарано, со нивна помош патував и се. Сите беа коректни, сите сака да дадат изјава, односно да го опишат Тоше, да го опишат како човек, како професионалец и да споделат. Значи, од книгата може да се видат многу, да се дозна многу интересни Некои работи моменти. што не ги Да, знае што јавно. јавноста На не ги вистина знае за јавноста Тоше. не ги знае и добивате сосема поинаква слика од она, знаете Зуки, колку може ли бил да покажеме уман, сликата колку на и камерите, така. да видат гледачите убаво уште Да. еднаш? Книгата можеме, Мислам да. дека и Силвана е во Да, книгата и и јас дали ја сум прочита Силвана, Силвана. бидејќи имаме концерт за Тоше Проески на 2 ноември, додека Зуки ја покажува книгата и она што останува од Сонја, која е твојата омилена песна од Тоше? Многу тешко прашање. Дали ја имаш ти првен книгата? Да, ја имам и јас некој збор кажано во истата книга. Омилена песна од Тоше, имам 5-6, меѓутоа како најомилена песна ќе издвојам Казна моја. Таа е песна што не толку многу беше популарна во јавноста, меѓутоа и та мене ми беше така посебно на Сепак срце. тебе омилено. Дали, Многу во сакам текст, Сонја да, ја многу прашам. во текстовите има Да, вистина. бидејќи Да. Огнен Се чувствува соработуваше со Тоше и ги правеше песните. Па сите А, македонски. најубавите Да, му ги направи. најубавите песни. Огнен Неделковски Сонце во- автор на Точно. 25 текста. Сонце во твоите руси коси, Тоа е за дали е Сонја. песна која што Да. твојот сопруг Да, е за тебе, посветил да. на тебе, а Да, Тоше ја иска меѓутоа- и остана вистински евергрин. Да, еднаш на концерт кажа, меѓутоа многу наши случаи, па и кавги и сето тоа е опишано во сите 25 текста што ги напиша.
И тоа ќе ги секогаш испеа. после ги испе и секогаш после концерт и јас му викам, дојди дете златно да те бацам, да не се твоеве песни, да не ми ги пееш, ќе заборавам на љубовта, се шарите и каже немој, а да не сте овие песни ќе го оставам огне, немој така, се шегувам нормално. Сакам да кажам дека со годините веќе не се пишуваат такви песни, нели љубовта добива друга димензија. Меѓутоа тој самата негова, само што ќе запиеше, демонстрација на моќ беше неговиот глас и многу ми е драго што неговиот внук Кристијан не пее како Тоше, нема иста боја, меѓутоа пее фантастично и Ние веќе се едве го договоривме да чекам биде гостин на моментот студио кога ексклузив. Кристијан ќе стапи на сцена, Па баш супер. кога ќе видите колку музичките гени проработуваат. талентот. Да, значи Дали тоа Кристијан е значи свој. дека Тоше веќе добива наследник? Бидејќи ни се страдава еве со годините не се појави никој кој што би можел ни приближно да дојде. Владко Лозановски на некоја така нијанса, но меѓутоа Владко Лозановски според мене ја нема таа енергија. Јас тоа Владко таа Значи, стално клучна беше го кажам енергијата кај тоа Тоше. добронамерно, он ја нема таа енергија, знаеш, нема однос со публика, нема едноставно нашите пејачи фанови. Зашто Кристијан тоа ќе така, си не знам. оформи, да, Кристијан мислам дека ќе си има свој пат. Затоа што е свој на Ја посебен денеска начин. увидов после колку години Да, се има воодушевив. 21 година се ќе наполни воодушевив. студира соло пење. На вистина и кога ќе го погледате она што тој го подготвува, ете токму на време Нешто кога ново. самиот посака, кога студира пење и така натака. И мислам дека убаво е што е многу натошен, но тој ќе си го отвори сам Така својот си. пат. Да не забораваме за Ајде. петте карти што ќе ги Да, даваме во тоа ќе ексклузив. го ставивме за сосема крај. Кажете ми за 2 ноември колку карти додалуваме? 5 за ексклузив. Зоки, Те задолжен така, си ти за нив? Мо? Задолжен си ти за Па картите? така се договоривме со Сонја. Да можеме да им објасниме на гледачите, ќе можете да го тагирате вашиот пријател што сака да добие карта, токму 5 карти ќе доделиме во третото издање на ексклузив, а можете да го тагирате на Инстаграм страницата на 1 ТВ. Ќе погледнете, ќе видите. Да ви се заблагодариме за вашето гостување, за Тоше Порецки, јас мислам дека можеме Да со збориме недели да доутре. збориме, недели, не со со денови. денови, со недели. Мислам дека на овој начин им го доближивме и на помладите генерации, оние постарите ги И подсетивме тие што на не го познаваат, да. ликот и делото на Тоша, се подсетивме на едни убави времиња, бидејќи овој пат зборувавме не за спомен, туку за вечност. Така си. И мора уште еднаш да кажеме, не беше тој како сите нас, тој навистина беше Посебна енергија. Ви благодарам уште еднаш. Благодариме. Колеги. Тука некаде, да, ќе ги завршиме овие Кристина, оставам на 30 тебе. минути. Стефан, побели. Кристина кажа тоа што треба, а ви останувате со програмата на 1 телевизија, следи Сергеј Варошле со неговото студио Мода.